Стопанската комора на Македонија го поздравува повлекувањето на предлог законот за прекршоците од собраниска процедура од страна на владата на Република Македонија, што за Стопанската комора на Македонија е уште еден аргумент кој потврдува дека само напредувањето на јавно-приватниот диалог условува позитивни решенија. Новиот закон за прекршоци треба да се донесе, бидејќи мора тој да се усогласи со новиот закон за кривична постапка кој мора да встапи на сила од 1 декември 2013 година. При тоа бизнис заедницата при комората ја почитува пределбата во новиот закон за прекршоци да се внесат новини во функција на позитивно делување врз сторителите на прекршоците, како и во функција на успешно, ефикасно и ефективно спроведување на прекршочната постапка. Но аргументите на кои главно се темелеше нашето оспорување за донесување на предлог законот се содадените предлози се концентрираат на неколку елементи. Пред се првично е несоодветно уредена материјата за прекршоците во делот на правните лица. Во овој дел највеќе се осврнуваме на одредбата со која што се предвидува процентуална глоба во висина од 1 до 10% од вкупните приходи на правното лице остварени во претходната година. Со вака утврдена одредба, со ваква утврдена глоба, прекршочната санкција се поистоветува со кривичната. Почитувајќи целта на одредбата да се постигне поголема сразмерност во казнувањето, односно да се избегне иста висина на глоба да се извикува за правни лица кои остваруваат големи приходи и со оние правни лица кои остваруваат минимални приходи, иземањето на истата оваа одредба е потребна со која што ќе се предвиди законската можност кога за прекршок се предвидува казна глоба да биде дадена во минимален и во максимален износ, односно да биде фиксираната глоба, да немаме можност за процентуално одредување. Другите оспорени елементи од делот на прекршоците за правни лица се однесуваат на основната глоба која што може да оди во висина и до 200.000 евра, колку за споредба основната глоба во актуелниот закон за прекршоци се предвидува во висина од 200 до 5.000 евра, што е драстично помала во однос на она која што се предвидуваше во тргнатиот закон за прекршоци од собраниска процедура. Друга спорна одредба која што ја утврдивме е висината на мандатните казни, каде што се предвидуваше дека висината може да оди и до 3.000 евра. Исто и тука можеме да направиме споредба со актуелниот закон за прекршоци, каде истата може да оди во висина до максимални 1.000 евра. Исто така, спорноста ја гледаме и кај одредбата за привремена забрана за вршење на одредена дејност. Имено, покрај глобата може да се предвиди и ваков вид на казна во максимално трајање од 3 години, доколку се утврди на правното лице да му се привремено да му се забрани вршењето на должноста, на дејноста од 3 години, се предвидува дека може истото тоа правно лице и да згасне во текот на траењето на оваа привремена забрана за вршење на дејноста. Главната насока за корекција на предлог законот од Стопанската комора е да казнените одредби, односно нивната висина, биде во функција на целта на прекршокот, која пред се е воспитното дејство. Прекршокот по дефиниција е мало кривично дело и доколку и за него се предвидуваат казни, како кај кривичниот законник, тогаш ќе се изгуби смислата на постоење на двата овие закони поединечно. Одделни прекршоци секако ќе бидат утврдени со посебни закони и токму поради тоа потребно е рамковно да самиот закон за прекршоци утврди за кој вид прекршок каква глоба, односно казна, ќе се предвиди. Со тоа и самите прекршочни органи ќе можат на правилен начин во иднина да ја одмерат казната.